Судот го осудува на единствена казна затвор во трајање од 1 година и 8 месеци. Насилството кон сопругата Драгана и заканите кон новинарката Мери Јордановска му донесоа 1 година и 8 месеци затвор и задолжително психијатриско лекување во Бардовци на Емил Јакимовски. Оваа не му е прва пресуда, тој претходно добил условна казна затвор поради насилство кон сопругата, што според зборовите на судиката Женета Бектовиќ представува отежителна околност при одредувањето на казната. Обвинетиот по пат на информатички систем преку апликацијата Телеграм се заканувал кон оштетената Мери Јордановска Чанчаревиќ дека ќе ја лиши од живот, така што и пишувал дека ќе ја искреираат на некролог. Исто така, судот како отежителни околности ги ценеше и околностите дека обвинетиот претходно е веќе осудуван за истородно кривично дело, и тоа за кривично дело од член 130 став 2 во врска со став 1 од КАЗЕ, односно телесна повреда при семејно насилство. Одбраната изрази задоволство како од казната затвор, така и од мерката за психијатриско лекување. Очекувана и висина на затворска казна и очекувана мерка на безбедност задолжително психијатриско лекување во установа со оглед на фактот да се утврди со вештачење се утврди негово одредено психичко пореметување. Дали осудениот ќе обжали пресудата, се уште не се знае. Неговата адвокатка Иванка Јакимовска вели одлуката ќе била донесена по консултација со клиентот и таа изрази задоволство од мерката за психијатриско лекување. Во моментов е најнеблагодарно да коментираме секоја судска одлука, па и ова. Сметам дека секоја странка има право на жалба, дали тоа ќе го искористиме или не, ќе биде во согласно со мојот воследавател, во смисла на тоа дали истиот ќе обжали не со оглед на фактот да има изречена мерка на безбедност. Како коментирате тоа што ќе ја одлежува казната затвор сега во психијатриската болница? Согласно законот, тоа е најправилно што може да биде. Инаку Јакимовски во последниот период стана актуелен во јавноста со заканите кон новинарката Мери Јордановска, како и недоличните навреди и клевети без никаква основа кон главната уредничка на Алфа телевизија Искра Коровешовска. Судот реши Јакимовски да остане во шутка до правосилност на пресудата.